Наместото на денешно Скопје поточно кај Злокуќани, во подножието на Зајчов рит и близо до утоката на Лепенец во Вардар, римјаните пред 1900 години основале град Скупи. Од тој момент и се до денес, ни сите 19 века, постоел градски живот на ова место. Тоа ни дава право да ги прескокнеме најстарите познати примитивни населби на овој терен и токму Скупи да го сметаме за зачеток на денешно Скопје. Раѓањето на Скупи е поврзано со римската војска, која го пробивала патот на големата римска цивилизација кон примитивните европски провинции. За да ги скротат дивите дарданци во нашиот регион, римјаните прво изградиле војнички логори, утврдени касарни, стручно наречени каструми. Во нив престојувале 2 легии, повеќе од 10.000 војници. Еден од логорите бил кај Злокуќани. Имал правоаголна форма, голем 2.500 пати 2.500 пати 2.000 стапки и со површина од 43 хектари. Бил заштитен со силни одбранбени ѕидови, пред кои се протегале заштитните ровови како и претходните препреки. Улиците во логорот биле паралелни и се сечеле под прав агол. Под уличните плочници воделе канали за отпадни води, а вода за пиење била спроведена низ цевки од Скопска Црнагора. Тоа се случило некаде на самиот почеток на нашата ера. На бргу, сета војска од овој крај била префрлена на бреговите на Дунав, за да ја чува границата на Римската империја. Во напуштениот логор кај Злокуќани се населиле цивилите. Впрочем, сите основни и најскапи градежни работи веќе биле направени, основата на градот ја изградила војската. Сега започнал вртоглав растеж на градот и по неколку децении, во 48-та година, царот Домицијан решил на Скупи да му го додели највисокиот самоуправен статус, што еден град тогаш можел да го добие. Се родила колонија Флавија Скупи. Овде биле населени бројни и служени војници, ветерани, кои како надоместок за долгогодишната служба добиле државна земја околу Скупи. Римските војни во Скупи потекнувале од далечните краишта, од денешна Италија, Франција и Шпанија, од Далмација и од Истра, од далечната Сирија. Меѓутоа сите биле наполно романизирани, проткаени со војничка дисциплина и лојалност кон државата, а со тоа и наполно способни да ја понесат и цивилната власт во Скупи. На ваков начин, одвоени логори, се родили и сите други големи градови низ цела Средна и Западна Европа, кои со гордост го истакнуваат своето потекло. Во градот Скупи населението било разновидно по етничкиот состав и по социјалната положба. Во него живееле понекои од градските магистрати, а претежно занаетчии трговци, доселени од разни страни, ситни градски чиновници и градска сиромаштија. Покрај малобројните италици и романизираните ветерани, голем дел од населението го сочинувале домородците, а многобројни биле и хеленизираните ориенталци, населени од Сирија и Палестина, од одделни малоазиски области од Египет и од Македонија. Луѓето од овие народности биле погребувани според своите обичаи и прадедовски закони на одделни гробни парцели.
Tokmu preko istraženite grobovi okolo Skupi, doznavme i za ova etnička struktura. Grad od Skupi bil za tije vremenja mnogo golem grad. Tje napravime jedna mala sporedba. Kako što je Skopje danes najgolem grad v srednjobalkanskite relaciji, a go zasenuvaat samo Solun na jug i Belgrad na sever, taka i vo rimsko vreme Skupi po goleminata dominiralo na isti toj prostor. Na primjer, Skupi bilo poveke od 2 pati po golemu od gradota Stobi, 5 pati po golemu od Herakleja kaj Bitola ili 9 pati od Bargala kaj Štip. Od golemo značenje za sekoj pogolem antički grad bilo negovoto snabduvanje so surovo železo, od koje se kojdnevno se izrabotuvale bezbrojni predmeti što ga obkružuvale čovekot. Klinci i okovi za gradbi i pokućnina, kućen pribor, alati za zanečiji, pomagala i orudija za zemljodelije i drugi dejnosti. Za sreće železna ruda imala ovo perifernite delovina Skopskata kotlina i istata bila kopana i topena. Ovi otopeni železni piti što gi naođame i denes vrz urnatinite na gradot, sušno se polufabrikati. Tije tukavo gradot bile povtorno zagrevani i kovani neko kupati, dodeka železoto ne stanuvalo čisto i meko, spremno za upotreba. Na nisa mesta vo Skopskata kotlina ležati naslagi na blagorodnijot varovnik, travertin. Lesno se obrabotuva i ima topla, rđesta boja. Stotini rimski spomenici, gradežni delovi i ukrasi, što se najdeni vo Skupi, jasno kažuvat koliko ovo i kamen bil koristan. Kamenorezačite, gradežnicite i umetnicite skulptorite vo Skupija razvivale svoja ta dejnost vo tekot na nekoliko vekovi, blagodarenije na travertinskite mademi okolo Skopje. Gradot se snabduval so voda za pijenje od izvorite vo Skopska Crnagora. Glavna ta kaptaža i sobiren basen bili izgradeni vo pitomata dolina pomeđu denešnjite sela Gluovo, Mirkovci i Banjani. Od tamu pa do gradot Skupi vodata bila nosena niz cevki. Cevkite se presečeni na nekoliko mesta, taka što nije poznata i trasata na vodovodot. Stopanskata moć na Skupi izrasnila vrz nekoliko dejnosti. Pokraj intenzivno to zemljodelstvo, kako početen kapital, vo gradot bilo razvijeno silno zanečistvo. To je isto što industrijata za danešnjite gradovi. Golema uloga vova igrale pročujenite dardanski rudnici, olovo i srebro se vadilo od kosovskih ležišta, a zlato se vadilo od Markova reka i na drugi mesta vo Skopskijot region. Delovnite ludje so potreben kapital bile privlečeni vo Skupi s ovije možnosti i tije od Skupi gi vodele svojte raboti. Osven ova, Skupi leželo na glavni od srednjobalkanski pat što vodi od Solun kon Podunavjeto i Sredna Evropa. Po toj pat sekogaš se odvival živ sobraćaj. I tokmu tuka vo Skupi, na 6 do 7 dena patuvanja od Solun, trgovci te zapirale da go odmorat do bitokot i da je prepakuvat stokata. Od tuka produžuvale na sever ili skršnuvale na drugite patišta kon pomalite srednjobalkanski gradovi i pazarišta.
Vo skupi se srećavale i neslučajno se naseluvale najsposobnijite trgovci od tije vremenja. Ebreji i Sirijci, orijentalci i Grci, kampanijci od Južne Italije i drugi. Od toga živelo skupi. Interesno je da istaknem i od kade go znajeme se to ova. Istorijski te dokumenti reči si celosno molčat. Jedinstveno ime to na gradu te zabeleženo popatno vo nekoliko zakonski crkovni spisi i vo dve stari karti i ništo poveke. Međutim, nije danes poznavame mnogo detalji od života na gradot, od njegovo to rađanje i rastež, stradanja i obnovuvanja. Znajeme i za intimnite detalje od svakodnevni život. Ovog doznavame preko arheološkite naudi. Blizu 200 kameni spomenici su vrežani natpisi se evidentirani na prostorotna Skopskata kotlina. Ginaodja celanite prid Gabo Koranje i gradežnicite pri Skopinite za novi gradbi. Najčešće se nadgrobnite ploči na koji se čitati imenjata na umrenite nivnato poteklo, rodni od grad, funkcijite vo vojskata i vo civilnata uprava, imenjata na rodninite, prijateljite ili oslobodenite robovi. Ponekoj natpis bil posveten na oslobodenite robovi, ponekoj natpis bil posveten na božestvata vo koji veruvale ili na zaslužnite građani. Konturite na gradot se sogledani i premereni. Nepomalko podatoci se dobijeni od grobovite raskopani slučajno su denešnjite raboti ili stručno iskopani od arheolozite. Različni narodi u različni vekovi pravile različni grobovi. Se neka odredena forma i odredena konstrukcija umrenite gi spaluvale ili gi zakopuvale celi, vo grobovite stavale odredeni posmrtni darovi na odredeno mesto ili na odreden način i su odredena simbolika. Preko ovije elementi doznavame od kade bile dojdeni tije ludje, vo što veruvale i duri što bile po profesija. Taka, na primjer, ovije hirurški instrumenti od grobot 174 bile zakopani su jedan lekar, dosega se poznati samo nekoliko vakvi naudi vo svetot. Ova metalna mastilnica, grob 121, bila postojan pridružnik i simbol na nekoj mnogo počituvan pisar, pa završila zajedno s onegovog grobot. Skapiot pehar za vino i kockarski rekviziti pokraj drugite predmeti, vo grobot 125, zboruva deka umrenata bila nekoja kafeanska zabavuvačka,
somnitelna žena. Ova bronzena toka od groba od 131 mu pripadjala na jedan vojnički remen. Inaku, naumrenite rimski vojnici ne im stavale oružje v grob, to go pravile samo pozaostanatite sosedni narodi. Konturite na gradoce so gledani i premereni vrz osnova na površinski ostatoci i slučajnite kopanja. Gradski odzite su ondiran na jugoistočnata strana od gradot. To je masivna kamena gradba so impozantna širina od 3,20 metri. I najgolem del od gradbitevo gradot slučajno se načinati su današnjite gradežni raboti na ovoj prostor. Sistematski arheološki iskopuvanje na zgraditevo gradot skupi se vodot veke blizu 2 deceniji. Međutim, dosega se otkopani ostatoci od mnogo skromen obem. Jedna cela gradba i delovi odušte 2-3 drugi. Mnogu malku za da može posjetitelot na teren da vidi i da dožive makar i delče od nekogašnata golemina i sjajotna skupi. Ova je jedna ranohristijanska crkva, ne mnogo reprezentativna. Ne je najdeno ništa od nezinite podni i zidni ukrasi, od nekogašnjite stolbovi, kapiteli i drugi kameni ukrasi. Bila je izgradena najvjerojatno vodocnije od 4. vek, a stradala jedan vek podocna. Ova se delovi od nekoja pobogata gradska kuća, domus, s od zidni freski i hipokausten sistem za zatopluvanje oddolu. Ovaj del od jedna golema javna zgrada može bi sudnica. Centralnata prostorija ima mozaičan pod. A bila okružena s odzidani i mermerni stolbovi, datira od 4. vek. Ova se ostatoci od teatarot najgolemiot vo našava republika. Scenata bila dolga 94 metri, a ukrasena od prednata strana so izvonredno bogata mermerna plastika. Ovi ukrasi bili iskršeni ušte vo staro vreme. Ostanale i ljadnici parčenca, koji teško će se sostavat vo jedna celina. Teatarot je otkopan ušte pred vojната. Od gradilištето ostanale samo temeljite i podzemните hodnici, dodeka ni tu jedno od nekogašnjite i ljadnici mermerni sedišta ne je začuvano. Odneseni se, a ne znajeme kade ni tu koga, to je ušte jedna zagatka što čeka na svoj odgovor. Objekt od danas je celosno zapušten i posjetitelot mora da žali što ovdje ne može ništa da vidi. Na južnji od krajna gradot, na levi od brekne Vardar, stojat ostatoci od rimski od most.
До пред некоја година многу добро се гледаше челото на мостот, крај брежниот носач, масивно краден од камен. Преку археолошките обсервации дознавме дека градот во текот на своето 500 годишно постоење го менувал изгледот и големината. Првата кулминација ја достигнал во 2 век, потоа многу страдал во средината на 3 век, голема обнова доживеал во 4 век, а потоа започнува да пропаѓа. Во средината на 5 век градот несомнено бил уништен од хуните. Потоа бил обновен само еден мал дел од градот, неговиот 10-ти дел, искачен на врвот од Зајчев рид. Меѓутоа и оваа позиција не била доволно безбедна за времињата што носеле постојани непријателски војски, постојани грабежи и уривања. Многу интересен податок во оваа смисла е зачуван во хрониката на Марцелин Комес, учениот канцелар на дворот на царот Јустинијан. Тој забележал дека во 518 година Дарданија ја погодил еден силен земјотрес. Страдале 24 тврдини, целосно или делумно, со своите јавни и приватни згради и со своите жители. Меѓу нив страдал и епископскиот стол Скупи. Но жителите на Скупи не страдале. Тие избегале од градот кусо време пред тоа, препуштајќи ги своите домови на една мала група барбари, што удрила на Скупи да го ограби. Практично Скупи веќе не бил вистински град, без доволно жители и способни бранители, без сигурни градски ѕидови, без градби кои би биле вредни да се бранат и да се одбранат. Тоа била веројатно само празна лушпа, една преживеана градска форма на која овој настан и помогнал да биде полесно отфрлена. Дошло време и за жителите на Скупи да изградат нов град, на нова и побезбедна местоположба, од која ќе можат да се спротистават на сите опасности што демнееле на крајот од антиката. Ова е вистината, потврдена со археолошки докази. Колку е ова поинако од нашата досегашна представа за доцно античките градови, славни црковни резиденции, седишта на епископи и митрополите, со сјајни цркви и богата историска традиција. Навистина постоеле богати цркви во тие времиња, но тие биле само куси од блесоци во неколку вековното пропаѓање. Пропаѓале пред се градовите, а тие биле главни носители и синоними на цивилизацијата што неповратно пропаѓала со нив. По земјотресот од 580 година, Скупи веќе не се спомнува. Наместо него, некаде во овие краишта, била изградена нова метропола, Јустинијана Прима. Прокопије од Кајсареја, секретарот на царот Јустинијан, оставил опис на новата убавица, со чија изградба царот сакал да му се одложи народниот крај. Јустинијана станала седиште на архиепископи за цела префектура Илирик. Таква чест не доживеал ниту еден град во нашите земји, ниту пред, ниту после неа. Сево ова звучи премногу фантастично, како и описот на сите оние цркви, палати, плоштади, градски бањи, што ни го оставил Прокопије. Може би ова само предимензионирана желба за враќање на старата слава и големина во овие краишта, обична фантастика. А може би идните истражувачи ќе имаат повеќе среќа од досегашните и на светот ќе му докажат дека државниот секретар Прокопије сепак зборувал вистина.